Републичкото обвинителство е спремно да ги прифати предметите, а ова за специјалното обвинителство уште се мисли дали ќе му ги предаде, бидејќи е проблематичен правниот основ за предавање на тие предмети. Мене, ако ме прашате, како професор по право, кога читам тој член, мислам дека не може да бидат предадени предметите и мислам дека дополнително ќе се искомплицираат работите со тоа што ќе им се даде дополнителен, да кажам, основ на одбраната и адвокатите да оспоруваат правната издржаност на ова, да речем, трансформација. Во дадената ситуација, каде што министерката разговара во име на политичка партија за судбината на СЈО со друга политичка партија, нашата улога е многу незгодна да искачаме ние сега како советници на една партија, бидејќи ние немавме контакт со идеите и представниците на ВМРО. Па искачаме како некои консултанти кои што евентуално би им даде тежина на представниците на СДСМ, кои што преговараат како партиски, а не како повеќе како Министерство за правда. Групата би требало да работи како група во Министерство за правда без партиски влијанија. Мојот предлог беше, кој што верувам нема да помине, да ако сакаат политичките партии да остаат работна група, да искочи со професионален, да речам, концепт и избор, а не амандмански на овие на политичките партии. Бидејќи од верзијата на работната група има релативно малку останато. Не ми е јасно, па и мене не ми е се јасно, ама од прилика ми е јасно дека е донесена одлука да сгасне СЈО без да видиме која е вистинската причина за тоа. Тука ниту меѓународната заедница се изјаснува. Имаше на состанокот представници на Американска амбасада, имаше представници и на специјалното обвинителство, сите искочени задниот влез. Треба и нив да ги прашате, бидејќи очигледно се фактори. Не беше моја идеја да се формира СЈО, беше идеја на Американската амбасада. Во кој момент тие Европска унија се откажа, не е идејата да се бутка сега законот за обвинителство како наслов, да донесеме закон. Идејата беше со тој закон да се обезбеди СЈО на потрајна основа. А кога се откажа од таа идеја, сега е остана голиот наслов да се бутка да има некој закон кој што зад кој не стои ништо или стои нешто сосема трето. И сега со право сте вие збунете и правната фела и невладиниот сектор. И тоа не е добро, бидејќи и за тоа треба по мене тој закон да не се носи на брзина. Треба да си продолжи закон за специјално обвинителство. Не знам кој ќе одговара, зошто не е избран обвинител, бидејќи тој закон важи. И обвинител требаше да биде избран пред неколку месеци. Најдобро е да се избере обвинител кој што ќе ги продолжи предметите во рамки на законот за кој што постои согласност и пропишана процедура по која што делува, бидејќи трансформацијата на овој начин со кој што би се извела сега, ќе ги искомплицира работите повеќе од кога што ќе придонесе да се завршат барем предметите за кои што се суди. Значи, во име на тоа да не се има некаква скриена амнестија за спорните предмети од аспект на уставноста и законитоста на рокот поведените истраги по 18 месеци, се ставаат на тенок лед и другите предмети, вклучително и главниот кој прислушкувал и зошто. Бидејќи ние кој јавност очекуваме тоа да се заврши. Второ, концептот на СЈО, односно самото име СЈО како символ за промени за правна држава, по мене не треба да сгасне, како што сега се нуди. Бидејќи тоа не е само некој обвинителство и група луѓе, тоа е концепт, символ на борба за владење на право. Ако вие него го закопате, луѓето ги збунувате и довербата се губи во системот. Ако луѓето немаат доверба во системот, тогаш е многу лошо. И со право немаат доверба. Бидејќи се импровизира, не можете вие со правото, со човечките судбини, а казненото право носи сериозни импликации, замрзнување имоти, луѓе у притвор, вие не може да си дозволите како држава утре да не се знае што ќе биде, нема субјект кој што ќе има, да речам, издржаност правна да одлучува за овие работи кои што се судбини за некои фирми, за некои луѓе или за партии. И тоа е
прашања на кои што ги одговорат политичарите, исто кој што треба да одговорат зошто до пред месец дена сите беа за СЕО, а сега не се. Дали е тоа, значи, да речам, проблемот, инцидентот со Катица Јанева е еден проблем кој што не мора да значи крај на идејата за СЕО, бидејќи ние не искочевме по улица да бараме Катица Јанева да дојде, баравме правна држава. И СЕО како елемент за борба со висока корупција. Се додека главниот обвинител го бира политичка партија на власт, има потреба од независен орган што ќе биде коректор на политичката елита да не забегува. Бидејќи тие секогаш ќе си донесат обвинител што ќе им даде гаранција дека нема да ги гони.